Во најновиот роман «Ке помене и Мокита», Ирена Јурчева создава магичен и немирен свет во кој дарбата е истовремено и благослов и товар. Со авторката која подеднакво уверливо ги преведува Едгар Алан По и Толкин, но и гради сопствен богат книжевен свет, разговараме за минливоста, мокита, тишината и местото на книжевноста денес. Ирена, ви благодариме што ни одвоивте време да поразговараме за вашиот најнов роман и за книжевноста воопшто. Добро ве најдов, ви благодарам и вам за поканата. Би сакале на почетокот, ако може да ни дадете еден мал увид во она што читателите би можеле да го осознаат доколку го земат романот «Ке помине и Мокита». Би прочитала нешто од првите поглавја, едно од моите омилени делови. Првото вдишување на светот. Мајка со новороденче, што туку пуштени од болницата во Чаир, стојат на автобуската постојка и чекаат под една прошарана сенка на летната горештина. Со нив е и таткото секако. Здрава мајка, здраво дете, била проценката на лекарот и на бабицата после визитата, па биле слободни да си одат дома 14 на часа од пораѓањето. Почеток на јулие 1982 година. Тогаш таксистите беа ретки и скапи. Автобусот со број 57 застанува на станицата и младото семејство со бебето внимателно се качува. Шоферот, подзинат и вчудовиден, гледајќи го кревкото розово лиценце во рацете на мајката, ја прашува: сега ли се роди? Машко или женско? О, машко, машала, нека е здраво и живо. Потоа му се обраќа на таткото: и го носиш со автобус? Како бе така? Треба да се радуваш. Дете ти се родило, а ти си ја качил родилката во автобус. Требало такси да фатиш. Го замислувам таткото, како засрамен гледа надолу и промрморува нешто. Зачудените патници во преполниот задушлив автобус насреде гужвите во Чаир рипнуваат на нозе за да отстапат место за родилката со бебето. Кој знае потоа колку е раскажувана оваа случка. Новороденче, кој пред ден-два отворило очи кон светот, со целата своја чистота и мекост, е втурнато во пладневната врелина, джагорот, брнчењето и мирисите на дуплиот автобус, кој како змија се извива низ метежните скопски улици. Како тој чуден миг да бил предвестување за неговиот нагол раст, кој ќе се исполни во младоста. Јас сум тоа бебе, тој со Мокита. Отпрвен сакав да ја раскажам мојава чудна приказна во трето лице, но сепак првото лице повеќе ми лежи. Ке раскажувам не само за Мокита што ја имав над луѓето и животните, кога и да изберев, за тоа како и кога дојде во раната младост, за сите прашања кои ги изнедри, исто како и за оние големите, за постоењето, љубовта, смртта и вечноста, кои висат неодговорени додека животот минува низ нас. За можната причина зошто почна да ме напушта, но и за животот со неа. За обичните случаи, обичното секојдневие, растењето и созревањето во маж со еден таков дар. Насловот сугерира минливост не само на Мокита, туку и на се што ја придружува. Што се според вас поминува во овој роман? Овој роман ја следи приказната на еден младич кој што прерано ќе искуси загубата на својата мајка и строгоста на таткото и тежината на самохраниот дом и наметнатите религиозни рамки. Приказната се одвива во едни времења во кои што ние сме растели, сме се развивале, крајот на 90-тите години и почетокот на 2000-тите. И тоа е една приказна за созревање во маж. Се обидувам нештото да ги гледам од машка перспектива во романот. И тој лик во целата негова трансформација изнедрува од себе една необична моќ кој што се темели врз емоциите, врз емоционалната интелигенција, да може да навлезе во душите на сите живи битија и да влие врз нивната волја.
Значи, приказната не се обидува да биде, да личи на холивудски филм и да раскажува за суперхерој, туку повеќе раскажува за душата. Тој лик се самоиспитува. Низ саморефлексии ние дознаваме за неговиот живот, за неговиот нагол раст, неговата необична моќ. Рекови во најавата дека моќта во романот е дар, но и своевидна тежина. Дали таа е метафора за нешто конкретно или намерно ја оставивте отворена за повеќе слојни читања? Сметам дека уметноста треба да поставува прашања, но не мора и не треба да дава одговори. Тоа што го опишуваме повеќе има една метафизичка струја која што се проведува, значи не е жанр фантастика, туку е повеќе за една моќ која што отвора многу прашања и остава на читателот сам да избере во што верува. Не се обидувам да дадам конкретни одговори, исто како што и не можеме да имаме целосно знаење за љубовта, за смислата, за животот, за вечноста. Не ви одговорив за минливоста, зошто романот се вика онака како што се вика. Има еден друг лик кој што е многу присутен, една повозрасна жена со име Денис, инаку имињата се смислени така да одговараат на стихијата на водата. Адриан, море, и Денис, кој што исто така значи море. Сама таа моќ ја има таа женска водена јин енергија. Младичот наоѓа разбирање во таа повозрасна жена, која што се представува како психологинка, и чинам дека најдолгите диалози во романот се меѓу тие два лика. Таа го води низ таа негова дарба, со кој што тој мора да расте, мора да ја поминува својата младост, сите предизвици на адолесценцијата, и го советува и во еден момент ќе му рече: не ја пропуштај младоста и животот поради овој дар што го имаш. И сега доаѓа момент кога ќе морам да се парафразирам себе си, да се цитирам, му вели: и моќта ќе помине, исто како и животот не останува за веќе веков со нас, туку минува низ нас. Пишувам за едни времиња, 90-тите години, 2000-тите, кои што се веќе минати, со кои што се присетуваме со носталгија, за градови кои што повеќе не се исти, места кои што нас не обликувале во младости, повеќе ги нема и никогаш нема да се повторат. И ликот кој што е роден во мојата година на раѓање, стои на еден мост меѓу аналогниот свет и дигиталниот и гледа како светот се повеќе се менува, станува побрз и се понесигурен. Да, спомнавте дека годината на раѓање, годините на нашето детство се некакви биографски одредници кои што се поклопуваат со вашето детство, со вашиот идентитет. Зошто токму нив ги одбравте? Зошто ви беше важно да раскажувате за години од детството, за местата во кои што сте растеле? Можна природно самите се наметна. Од првин почнувате да пишувате за вас и вашите карактеристики, вашите доживувања, вашите искуства ги пренесувате на ликот, кој што има голем дел од вас како автор, но и од луѓето кои што сте ги запознали во текот на животот. Исто така има и патеписни делови во романот, од места кои што ни оставиле длабок печаток, и можна природно и тие влегоа. Немав намера од првин да ги опишам. Романот зборува за крајот, за поминувањето на моќта, но во него се насетува и надеж. Каде се раѓа таа? Да, навистина, целиот предизвик во овој лик, во неговиот живот, во неговите доживувања не е борбата со светот, туку борбата со сопствената сенка. Пишувам за дарба која што е огромен товар и која што го поставува на ликот пред избори. Дали да ја употреби за себе, дали да ја употреби за другите. Каков избор ќе направи со тоа. И тој цело време преку неговиот нагол раст, преку целата таа преобразба од адолесценција во ран возрастен живот се соочува со такви предизвици. Што да задржи за себе или каде тој завршува, а каде почнува другиот. Колку целиот роман, ако се свртите сега назад, кога е готов и отпечатен на доват на читателите,
представува приказна за еден лик, за Адриан, а колку е всушност слика на едно време, на едно општество? Додека работите едно уметничко дело, тоа е можеби една од целите, да избалансирате се, да не дојде нешто повеќе, а друго помалку, да не тежи нешто повеќе од другото. Тие формативни години на ликот гледав да бидат многу убаво испреплетени со таа атмосфера и тој дух на тие времења. Значи, некои случаи бегло ги спомнав, други ги опишав накратко, само како да поставам една сцена, да се знае каде растел и како растел ликот со едно општество кое што исто така бавно растело покрај ликовите, што се спомнати во романот, нели, Адриан, неговите другари, неговите пријателки, неговите љубови, едно општество кое што низ транзиција се менувало, дури можеби во исти чекор со ликовите. Дали светот кој што го опишувате, кој што го доловувате во романот, се роди спонтано, додека го пишувавте, или однапред имавте јасна мапа, јасни насоки и планови за пишување? Кои настани, кои места ќе ги користите? Романот се роди од еден разговор со мои колеги. Во мојата прва прозна книга, Белата е најстрашната боја, имав една мала серија на раскази Моќ. И си предложив на себе си да ја продолжам. И така, всушност се роди романот. Прво почнувате со скици, со кратки описи, со неуспешни делови, а потоа, кога самата приказна ќе добие некоја форма, посериозно размислувате, пребарувате. Кои места биле познати тогаш, кои историски настани се случиле во тие децении и така натаму. Отпосле, кога пишувањето ќе стане малку пососредоточен чин, и вие станувате посериозни со склопување на една убава нарација, која што сепак ќе има и нешто историско во неа. Можете ли да направите еден пресек? Што беше најпредизвикувачко при пишувањето на романот? Дали атмосферата, дали психолошката логика на длабочина на ликовите, дали логиката на Моќта? Нешто што посебно можеби ве исцеди, ве измачи? Не би можела да одговорам, не би можела да кажам, се си е свој предизвик и нурнување во својата душа со тоа што вашата личност вие испитувате пред да изградите некој лик. Дали да бидат веродостојни описите од едни времења, дали можеби некаде сум се занела во моите долги описи и диалози, па сега треба да избалансирам нешто. Мислам дека се си има своја тежина, не би можела да кажам дека токму ова или она ми беше посебен предизвик. Рековме дека на македонската книжевна сцена сте докажани и како автор и како преведувачка. И овој гест со излегувањето на романот е всушност преминувањето од една во друга улога. Како изгледаше тој премин од туѓ глас кон сопствениот? Кај мене преведувањето и пишувањето многу често се преклопуваат. И тој премин, ако можам така да го наречам, случи мощно природно, додека минував доста време во волшебните светови на големите великани Толкин и Едгар Алан По, и мојот текст настрана си го пишував. Значи се одеше истовремено. Инаку пишувањето и преведувањето си влијаат едно со друго. Кога преведувате, станувате посвесен за зборовите кои што ги бирате, за структурата на реченицата, се учите на прецизност, ја гледате нијансата повеќе во текстот и тоа го збогатува вашиот авторски текст. Додека пишувањето ми дава слобода и храброст за креативни преводни решенија кога буквално стане и доволно. Дали пишувањето роман за вас е контрола, чин на самодисциплина или пак момент на препуштање, на пловење во книжевниот текст? Мора да имате самодисциплина, да едно без друго не функционираат, и да бидете близко до музата, до инспирацијата и да си создадете самите еден план, еден функционален план за да можете и да работите истовремено и да бидете надвор со светот, да црпите инспирација и да работите.
Овде би сакала да употребам една убава метафора од писателката J.K. Роулинг, позната по низината серија романи Хари Потер. Вели, за да бидеш добар писател, ти треба и езерото и колипката. Што значи тоа? Езерото е метафора за инспирацијата, за подсвеста. Тоа е полно со животни и треба да бидете блиску до него, за ако ви фрли нешто да го фатите. Тоа е таа муза што ние ја чекаме, да не вдахнови. Додека колипката е само дисциплината, техничката работа околу пишувањето. Овде кога ти го цитирам нашиот великан Блаже Коневски кој вели тајната е во редењето на зборовите. Значи ви треба и пракса и работа на вашиот стил и инспирација. Како преведувачка на Едгар Алан По и на Толкин сте работеле со автори со силни, препознатливи светови. Што научивте од нив и што несвесно се вгнезди во вашето пишување? Кога учите од најголемите мајстори, тоа е, мислам дека еден од најголемите благослови. На некој начин комуницирате со нив, со нивното дело. Не можам и не сакам да избегам од архаичните изрази, на кои што долго работев и на мојата магистерска теза, за да можам да го преведам Силмарилион од Толкин, кој што има возвишен тон и убаво е да се користат тие изрази застарени и архаични. Понекогаш и смислено, некогаш и несвесно ги користам. Исто и атмосферата од расказите на Едгар Алан По. Во романот ќе се најдат и некои делови кои што можеби помалку подсетуваат на хорор приказни, иако тоа не е жанрот. Дали преведувањето ве направи построга, покритична или малку понежна кон сопственото пишување, кон сопствените текстови? Сум строга кон себе си. Кога повторно би можела да го напишам овој роман, би кратела доста од описите и од диалозите. Но кога прашав некој од читателите, дали тоа им пречи, ми рекоа не, напротив, ние сакаме да читаме повеќе. Сакаме подолги описи, сакаме побогати текстови. Не би рекла дека сум нежна кон сопствените текстови, знам премногу, предолго да ги препрочитувам, да ги поправам, додека веќе рокот не ме згази и не го предадам ракописот. Насловот на романот алудира на минливоста, ќе помине и моќта. Дали сметате дека книжевноста и книгите имаат рок на траење? Зависи од многу работи, од генерациите после нас. Зависи од начинот на кој што ние читаме. Веќе го загубивме оној начин на продлабочено и внимателно читање. Романот е голем. Не знам колку младите генерации ќе читаат и колку ќе прифаќаат големи книги. Веќе сме научени на инстант читање, на брзи прегледи поради дигитализацијата на се околу нас и на уметноста. Верувам дека тоа што вреди, тоа што е напишано сериозно и од душа, ќе истрае. Верувам дека иако тоа е мојата мисија и мисијата на секој наш писател, дека ќе си го најде своето место и откако ние ќе си го завршиме нашата задача овде. Што би сакале читателот на овој роман да понесе со себе откако ќе ја затвори последната страница од книгата? Дали тоа некакво прашање, некоја порака, чувство на мир можеби? Книгата зборува за длабочините на душата, за изборите што ги правиме во нашите животи. Би сакала секој да си го најде своето лично патување додека ја чита. Ја има ли книжевноста моќта? Онаа моќ за која што зборува и Адријан, да се прочита душата на себеседникот, на луѓето околу нас. Дали колку повеќе читаме, добиваме поголема моќ да ги разбираме луѓето? Како размислувате вие на оваа тема? Токму уметноста е најблиска до моја имагинарна моќ која што јас ја опишувам низ овој лик во оваа приказна. Зборот е многу силен. Останува во нас, длаби во нас
и живее во нас. Литературата, колку и да се смени брзиот свет околу нас, веруваме дека литературата ќе остане едно сидро кое што ќе не заземјува и нешто што ќе не вивнува. Не може туку така да исчезне. Сепак има огромна моќ и врз душата и врз животот што го живееме. И сосема за крај на овој разговор, морам да ве прашам, затоа што овој разговор го правиме во Струмица, кој што е град на вашите родители, на нивната младост, а вие спомнавте, кога го договаравме ова интервју, дека доста време минувате во Струмица. Повеќе месеци пишувате овде, работите, па што всушност значи овој град и градовите местата за вас? Најпрво ќе кажам дека мојот дар за раскажување го имам наследен од мојата баба од Габрово. Од неја прв пат ги слушнав убавите стари приказни, некои влегоа овде и ве влече местото од кое што вие потекнувате, каде што сте доаѓале кога сте биле мали, сте се описменувале и сте ги читале првите лектири. Имам обичај да излезам од бучното Скопје и да поминам доста време тука во Струмица, во Охрид, во Крушево или на некој медитерански остров и да пишувам во самотија. Тоа многу ми помага. Струмица и околината имаат посебно место во моето срце, посебно Беласица и водопадите и природата во која што самата е како лик во романот, морам да ја искусам, да бидам присутна таму, за да можат и мислите да се разбистрат и да пишувам онака како што сакам. Ви благодарам многу за разговорот и за одвоеното време, а на романот Ке помине и моќта му посакуваме долг век и многу читатели.